ВМРО-ДПМН е опцијата која подготвува најдобра програмска и најдобра персонална понуда за кандидати за градоначалници и советници за престојните локални избори. Тоа е гаранција за успех и нова убедлива победа на престојните локални избори. Тоа е резултат на нашиот долгогодишен принцип за заеднички пристап кон лоцирање и решавање на потребите на граѓаните и единиците на локална самоуправа. Тоа е белегот на нашата работа. Истовремено, граѓаните во овие 100 дена можеа да се уверат во целокупната лицемерност и неспособност на Социјалдемократскиот сојуз и господинот Зоран Заев. За овие 100 дена, граѓаните ја видоа катастрофалната пракса на Зоран Заев од работењето во Струмица. Изобилува со непотизам и матни сделки кои се пресликуваат и на централно ниво. Граѓаните не сакаат тоа да го видат во својата општина и затоа убедливо ќе ја казнат штетната, противправна и деструктивна политика на Социјалдемократскиот сојуз. Почитувани граѓани, ВМРО-ДПМН од тука ја нуди целата своја кадровска и програмска понуда пред граѓаните. Затоа со задоволство ќе ја известам јавноста дека Централниот комитет на ВМРО-ДПМН на извршниот комитет му ги предложи следните кандидати за градоначалници. Имено: за град Скопје, актуелниот и досега најуспешниот градоначалник господинот Коце Трајановски. Неговите успеси и работа се видливи на секаде низ градот Скопје. Благодарение на посветената работа на господинот Коце Трајановски и тимот околу него се изградија и проширија редица булевари и улици, се подигна нови зелени појаси, паркови и велосипедски патеки. Се изградија 2 катни гаражи и дополнително се обезбедија нови паркинг места. Изградена и реконструирана е водоводна мрежа од прилика 82 километри. Се изградија нови плоштади, а се изгради и реконструира детски градинки и училишта. Овие и уште стотина други проекти кои господинот Коце Трајановски ги направи во својот мандат, придонесоа градот Скопје да прерасне во вистинска метропола, која сега е поставена на мапата на туристички дестинации и која годишно е посетена од страна на десетици илјади странски туристи. За општина Росоман, актуелниот градоначалник господинот Стојан Челазов, потврден кадар кој изминатите години ја потврди поддршката на граѓаните со големиот број реализирани дела и проекти. За општина Газибаба, актуелниот градоначалник господинот Тони Трајковски, кој за себе има дела, изградени се преку 82 патишта со должина од околу 98 километри. Изградени се 11 километри водоводна мрежа, изградени и реконструирани училишта, градинки, спортски сали и низа други комунални инфраструктурни проекти за граѓаните на општина Газибаба. За општина Дебар го предлагаме докторот господинот Драган Клопчевски, лекар во здравствениот дом во Дебар, угледен и почитуван граѓанин од страна на сите жители на општина Дебар, без разлика на нивната етничка, верска и политичка припадност. Овие кандидати, како и досега промовираните кандидати, се потврда на нашиот приоритет и понатаму да работиме посветено на континуираниот развој на општините и квалитетот на живење на граѓаните. Тие ќе бидат тимот кој ќе продолжи да гради нови улици, училишта, градинки, локални патишта, да ја подобрува комуналната услуга, да изгради нова инфраструктура и пред се да биде подобар сервис за потребите и барањата на граѓаните. Граѓаните ги гледаат делата и врз основа на нив мудро ја даваат својата поддршка. Овие избори, покрај тоа што ќе бидат избори на локалната власт, истовремено ќе бидат и казна за штетната и погубна политика која Социјалдемократскиот сојуз ја почна и ја спроведува во овие 100 дена, а која јасно покажа дека ја води државата во погрешен и погубен правец. Поради катастрофата која ја прави Социјалдемократскиот сојуз, општините добиваат 8% помалку средства кои се поврат на данокот на додадена вредност. Поради катастрофата во економијата која прави Социјалдемократскиот сојуз се намалува просечната плата, а трошоците за живот и цените растат. Поради катастрофата во економијата која прави Социјалдемократскиот сојуз паѓа индустриското прираство, а бизнисите на господата Заеви и господинот Тангјушев растат. Граѓаните ќе застанат на патот на оваа катастрофа уште сега на овие локални избори и со тоа ќе навестат пат на оваа штетна влада на Социјалдемократскиот сојуз на следните брзи предвремени парламентарни избори. Ви благодарам.